Повеќе од очигледно е дека власта е исплашена, па затоа мора да организира следење на опозицијскиот лидер, вели во интервју за Фокус председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Лидерот на опозицијата вели дека отрпнал на нивните лаги и лажни вести, кои не само што ги ширеле, туку и ги надградувале. Мицкоски додава дека од едно влакно прават јаже и подоцна само во прашање е инспирацијата за лажење. За кус период бев предмет на хајка на организирани лажни вести, кога се појави снимка од моето наводно вежбање од една друга теретана, па се појави фотографија од моje искачување на водно. Очигледно власта е сплашена, па мора да организира следење на лидерот на опозицијата, но во исто време не е проблем да продолжат со крадењето на државниот буџет и да не прават ништо во однос на економската криза. Што се однесува до снимките од теретана за што беше обвинет Мицкоски дека со полициска придружба ги крши мерките за кризата, тој рече дека МВР веднаш направила истрага и утврдила дека се работи за стара снимка од лани и дека истата е излезена по нелегален пат. Мицкоски во интервјуто за Фокус зборува и за изборите. Неговиот став е дека уште кога се бројат мртви, не треба ни да се помислува на избори. Власта лови во матно и заја во една ваква ситуација, по цена на здравјето, сака избори, затоа што се надева на корупција на изборите и слаба излезност, поради оправданиот страв на граѓаните да гласаат поради корона кризата. Дека активностите на лидерот на опозицијата се значајни за некои структури, сведочат и денеска објавените 4 аудиоснимки, објавени во ист ден со неговото интервју за неделникот Фокус. На нив се слуша разговор на Мицкоски со Зоран Милевски Кичеец за изборната атмосфера во Охрид. Институциите сега ќе треба да поработат на тоа дали овие разговори се точни, кој ги снимал, но и кој го следи лидерот на ВМРО ДПМН според неговите тврдења.